во две категории. Избираме и спортски клуб на годината. Спортски клуб која има најголеми резултати во годината што измина. Ги бираме спортскиот клуб кој не правеше горди. Но да кажеме и кои се потрудија да се одржи оваа манифестација. Советот на општината Пробиштив, Општина Пробиштив, медиумски покровител Протел телевизија. Следно е номинирање за најдобар спортски клуб. Ајде да видиме. Одбојкарскиот клуб Весна Пробиштив од Пробиштив е формиран на 17.6.2013 година по иницијатива на Игор Манасов, поранешен играч, одбојкар и председател на ОК Пробиштив од 17 јуни 2013 година до 12 февруари 2018 година и Ласта Јосифов, актуелен играч на ОК Весна Пробиштив. Клубот од основањето до 16 септември 2016 година го носи името ОК Пробиштив, а потоа со одлука на собрание на клубот е преименуван во ОК Весна Пробиштив. ОК Весна Пробиштив во изминатите 9 сезони забележа исклучително добри резултати. Оваа година ја играме јубилејната 10-та сезона континуирано, имаме незапаметени резултати за еден спортски колектив во нашата општина. Клубот беше прогласен за најорганизиран спортски клуб во Источна Македонија во 2013 година од страна на регионалната телевизија ТВ Стар од Штип, а врз основа на истражување на Универзитетот Гоце Делчев од Штип во конкуренција на истакнатите фудбалски клубови во Истокот, ФК Прегалница Штип, ФК Осогово Кочани, ФК Саса и останатите спортски колективи. Во речиси 10 години постоење, игравме 3 сезони во финалето за куп на ОФМ 2014, 2016 и 2018 година. Во 2017 го забележавме најголемиот успех со играњето во финале за шампионска титула, а преку редовните директни преноси на националната МТВ, спортот и одбојката во Пробиштив се промовира во целата држава, а со тоа воедно се промовира и нашата општина. Во младинските категории исто така забележителни завидни резултати на државно ниво во кадетска и јуниорска конкуренција, освоивме неколку втори и трети места, а во последната надпреварувачка сезона 2021-2022 година го забележавме најголемиот успех во историјата на пробиштивскиот екипен спорт. Во пионерска машка конкуренција ја освоивме шампионската титула. Во актуелната надпреварувачка сезона 2022-2023 сениорскиот клуб успеа да се пласира во најдобрите 6 екипи кои ќе разигруваат за шампионската титула, пласман на 5-та позиција. Додека во младинските категории во пионерска и кадетска конкуренција се пласиравме во најдобрите 4 екипи и ќе се бориме за највисок пласман, исто така за одбележување и пласманот во наредната осмина финална фаза на пионерската женска екипа, која ќе има можност да се бори за највисок пласман. Во моментот, ОК Весна Пробиштив брои околу 170 членови во сите категории, машки и женски. Актуелен председател на клубот е Маријан Канов, магистер по економски науки. Фабриката за батерии, ФАБМАК Пробиштив, е генерален спонзор, без кој не може да се замисли нормалното функционирање на клубот, а помагател секако е и општина Пробиштив, која на располагање ги има ставено сите спортски свали во интерес на клубот. Клубот има своја Facebook страна со 2700 фани. Сметаме дека го издигнавме спортот на едно повисоко и забележително ниво и достојно ја презентираме општина Пробиштив низ целата држава, каде настапуваме. Се надеваме дека ќе продолжиме по истиот пат и понатамо, ќе освојуваме медали во сите конкуренции. Одбојкарски клуб Весна Пробиштив. Формирана 1992 година во Пробиштив, Република Македонија, како карате клуб Озрен и работи по тоа име до 2001 година. Потоа го добива новото име Карате клуб Оцука, а во 2010 година се преименува во Вадо Карате до Унија. Во 2018 година станува полноправен член на ВКЦ Светска карате конфедерација и од тогаш настапува на светски и европски купови за деца. Во таа конкуренција незините членови се носители на награди и трофеи со поединечна и екипна конкуренција во кати и борби.
Во незините редови има светски, европски и балкански шампиони. На светскиот шампионат во Белград, Република Србија во 2018 година по резултати второрангирана селекција, веднаш за селекцијата на Русија во генерален пласман. Во 2021 година и покрај пандемијата, Вадо Карате до Унија настапи на Европско првенство во Ресита, Република Романија и беше трето рангирана селекција во генерален пласман за Руманија и Украина. Со 16 надпреварувачи освои 14 златни медали во поединечна и екипна конкуренција во дисциплината кати, 8 сребрени и 7 бронзени. Во борби освои 2 бронзени медали во поединечна конкуренција, а во екипна 5 златни и 1 сребрен медал. Во 2022 година клубот беше моштен трофеен, а така на светско првенство во Белград, Република Србија, беа освоени 10 бронзени, 9 сребрени и 5 златни медали. На Балканско првенство во Мудрича беа освоени 11 бронзени, 10 сребрени и 8 златни медали, а на меѓународниот куп на Рекјавник беа освоени 24 медали и беа прогласени за најтрофеен клуб во генерален пласман. Посебно го издвојуваат резултатот на каратистката Бојана Пешовик, која во категоријата кадети стана европски шампион за 2021 година, а во 2022 година е освојувач на третото место на светско првенство. И е предложена за спортист на 2022 година во општина Пробиште. Вадо Карате до Унија. Спортски клуб на 2022 година. Вадо Карате до Унија и одбојкарски клуб Весна Пробишти. Молам представници од спортските клубови на годината да повелат да подигнат дипломата, трофеот и вредносниот ваучер во износ од по 15.000 денари. Почитувани, вечерва бираме спортисти на годината и тоа во две категории. Спортист кој се надпреварува надвор од општина Пробишти и спортист кој се надпреварува во општина Пробишти. Меѓутоа, пред да поминеме на прогласувањето за најдобрите за 2022 година, да доделиме неколку златни плакети за наши сограѓани кои ставиле голем белег во спортот во Пробишти. Луѓе кои се синоним за спортисти, кои се општо препознатлив белег и го вразуваат неколку генерации на навивачи кои што навивале, ги бодреле, ги подражувале, а тие со нивната добра игра им возвраќале за нивната љубов. Номинирани се тројца наши сограѓани, двајца кошаркари и еден фудбалер, од кој за жал еден не е веќе меѓу нас. Но за секогаш има оставено траг по кој ќе го сеќаваат идните генерации. Одиме со најавата. Роден е 1940 година. Тој е апсолутен рекордер на постигнати голови на правенствени купи пријателски надпревари. Според некоја груба статистика, тој за ФК Рудар има постигнато над 400 голови. Од вкупната бројка од над 400 голови се и следните податоци. Во периодот меѓу 1958 и 1963 година, во најголемиот зенит на својата фудбалска кариера, годишниот просек голови бил меѓу 50 и 70 гола.
дека ваквиот просек, кога се однесува за овој ненадминат голгетер на ФК Рудар, воопшто не е невозможен. Зборува податокот што тој на најмалку 20 надпревара има постигнато по 5 гола, а над 30 пати има постигнато по 3 гола на надпревар. Личниот рекорд се 9 постигнати гола на пријателски надпревар, а на официјален првенствен надпревар има постигнато 11 гола. Тоа се случило на првенствиот надпревар во рамки на Штипскиот фудбалски подсојуз во 1960 година, кога во пробишти против екипата на Задругар од Горни Подлог Кочанско ги дал овие фамозни 11 погодоци. Во текот на 15 годишната фудбалска кариера, само една полусезона настапуваше за Штипска врегалница. Останатото време од својата кариера ја посветува на ФК Рудар и постојано како стандарден правотимец, речиси, без повреди, бидејќи тој исклучиво посветувал внимание на физичката подготвеност. Голгетерот на ФК Рудар на сите времиња, Глигор Велков Голе. Роден е 1949 година. Со љубовта кон кошарката е целиот свој живот. Регистриран клубски играч, станува на 25 јануари 1917 година во Скопје под реден број 462. За спортист на пробишти бе избран далечната 1975 година. Активно со кошарката е до септември месец 1980 година. Со тренерска легитимација се стекнува во 1975 година. Од 1980 година не се занимава повеќе активно со кошарката, но љубовта прем неа не згаснува ниту до ден денес. Тој беше најдобриот плеймејкер на сите времиња со карактеристичен и впечатлив начин на игра, пошто повозрастните го паметат. Со својата игра и со своите кошаркарски достигнувања даде огромен придонес во развојот на кошарката во општина Пробишти. Димче Ѓоргиев Димата. Роден е 1955 година и уште од мале нозее со кошарката. Едно од највпечатливите лица во пробиштипската кошарка, еден од најдобрите кошаркари во Пробишти. Вистински бомбардер на кошеви. Целиот младешки живот го посветува на кошарката, а повозрастните ги паметат неговите одлични игри. Секако одличен баскетчија. Просто кога тие играа публиката уживаше. Во кошаркарскиот клуб Рудар го поминува најголемиот дел од неговата кошаркарска кариера, но игра и во други македонски клубови, а често беше прогласуван за кошаркара со најмногу постигнати кошеви. Остави голем траг во кошарката и е ставен во неколкуте елитни пробиштипски кошаркари на сите времиња. Панче Пановски. Златна плакета за исклучителен придонес во развојот на спортот, афирмација и промоција на општина Пробишти. Глигор Велков Голе, кој не е веќе меѓу нас, но тука е дел од неговата фамилија, кој ќе ја подигнат плакетата. А воедно ги поканувам и Димче Ѓоргиев и Панче Пановски, едни од најдобрите кошаркари во општината Пробишти на сите времиња.
Продолжуваме понатаму. Продолжуваме понатаму, одиме прво со спортистите надвор од општина Пробишти. Овде беа номинирани 5 кандидати за оваа награда, и тоа: Роден е 1989 година. Кариерата ја започнува на 14 години во ФК Силекс, каде што подоцна се приклучува во првиот тим на клубот се до 2013 година, кога заминува за ФК Брегалница од Штип. Таму останува една година. Од таму заминува во ФК Работнички Скопје, каде што игра 5 години. Од таму оди и ја гради својата интернационална кариера во ФК Сабел Баку, Азербејџан, од каде по само 3 месеци се враќа во Македонија во својот матичен клуб ФК Силекс, каде што настапува и денес. Беше дел од А репрезентацијата на Македонија. Во својата кариера има освоено 2 купа на Република Македонија и повеќе пати настапува во Лига на Европа и Лига на Шампион. Даниел Божиновски. Роден е 2002 година. Со одбојката започнува да се занимава на 16 годишна возраст во одбојкарскиот клуб во нашата општина Весна Пробишти, каде останува, а една година потоа преминува во одбојкарскиот клуб Џио Струмица од Струмица и таму останува 2 години, од каде што во 2020-2021 година со екипата на Џио Струмица претходната година го освои купот на Македонија. Со истиот клуб ја освојува шампионската титула, воедно и младинското првенство на Македонија, пошто следната сезона го има и првиот интернационален ангажман во екипата на Војводина, Република Србија. Од страна на репрезентацијата на Македонија, првиот повик го има на 18 години, каде и дебютира во квалификациите за Европско првенство 2021 година. Во истата година го има и своето деби на Европските првенства. Во изминатата 2022 година, како позајмен играч од екипата на Војводина, со екипата на Нови Сад ја освои втората лига во Србија, каде сега се надпреваруваат во Суперлигата 1 на Србија, каде моментално после крајот на првиот дел е најефикасен блокер. Со националниот тим ја играше Европската Сребрена лига, каде завршија како трето пласирани, а тој беше најефикасен блокер на турнирот и е трет најефикасен играч на оваа позиција во лигата во која игра. Филип Савовски. Родена е 2007 година. Со тренирање кошарка започнува од својата 7-годишна возраст. Матичен клуб е кошаркарскиот клуб Пробаскет Пробишти под менторство на тренерот Ванчеле Питков, кој ја всади љубовта кон кошарката и основата за успешен и понатамошен развој. Со клубот учествува во многу пријателски и првенствени надпревари во категоријата М16, а играше и меѓународни пријателски надпревари кои се одржуваа во Република Бугарија. Во кошаркарскиот клуб Пробаскет Пробишти активно игра и до завршувањето на основното училиште во Пробишти. Во период од 2 години беше член на младинската репрезентација во категорија М14. Своето понатамошно образование го продолжува во Република Словенија Копер, каде што активно продолжува да тренира во ЖКД Копер под менторство на тренер и селектор на младинската репрезентација на Република Словенија Синиша Дробњак. Со активно тренирање за краток временски период од 1 месец, нејзиниот талент, надограден од тренинзите на тренерот Ванчеле Питков, дојде до израз и влегува во првата постава на клубот ЖКД Копер. Денес активно учествува во првенствени надпревари во категорија
М16 во Република Словенија и дава голем придонес за успехот на клубот. Мила Радевска. Има 20 години, тренира кошарка долго време. Кариерата ја започнува во кошаркарскиот клуб Пробаскет, а моментално е во ЖКК Баскет Кам од Македонска Каменица, каде што за сезоната 2020-2021 година беа освојувачи на двојната круна. Исто така оваа сезона игра Јадранска лига и е дел од женската сениорска репрезентација на Македонија. Во 2022 година со клубот каде што игра го освоија Купот на Македонија, а беа втори во женската кошаркарска лига. Настапува за женската сениорска репрезентација, а минатата сезона клубот ЖКК Баскет Кам е прогласен за најдобар клуб. Катерина Поп-Димитровска. Родена е 2003 година. Основно училиште завршува во Основното општинско училиште Никола Карев, средно училиште во Средното општинско училиште Наумовски Борчи. Моментално е запишана на факултетот за електротехника и информацијски технологии при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Со одбојка започнала да се занимава на 10 годишна возраст во клубот ОК Весна Пробишти. На 12 годишна возраст беше дел од предпионерска репрезентација на Македонија, која настапуваше на детски игри во Турција. На 15 годишна возраст беше дел од пионерската репрезентација на Македонија, која настапуваше во Софија, Бугарија. Истата година беше дел и од тимот на Јанта Волеј на меѓународен турнир во Ништ, Србија. Во сезоната 2020-2021 година настапува за екипата на ОК Вардар Жени 2019 Скопје, каде што беа двократни вице-шампиони во Купот на Македонија и Прва женска лига Лејов. Во сезоната 2021-2022 година настапува за екипата на ОК Ускана Кичево. Последната година од незиното средно образование освоија трето место за државното првенство за средни училишта во Македонија. Моментално настапува за екипата на одбојкарскиот клуб Јанта Волеј Скопје во втора одбојкарска лига. Теја Зарева. Аз сега го повикувам директорот на Агенцијата за млади и спорт да ги додели следните награди. Почитувани, на сцената ги повикувам Даниел Божиновски, фудбал. Филип Савовски, одбојка. Мила Радевска, кошарка. Катерина Поп-Димитровска, кошарка. Според гласовите на сите пријатели, а еве Катерина Поп-Димитровска. Во нејзино име представи. Според гласовите на сите пријатели на спортот и спортските активисти и на спортските работници, најдобар спортист за 2022 година, кој се надпреварува надвор од општина Пробишти, е одбојкарката Теја Заревска. Таа добива диплома, трофеј и вредносен ваучер во износ од 15.000 денари.
Ви благодариме, да. Одиме повторно со доделување на златни плакети, овој пат за трајни вредности во спортот. Овде немаше дилема. Тука со нас се двајца наши сограѓани кои целиот свој живот го посветија на спортот. Не само што беа успешни спортисти, туку и како спортски работници постигнаа низ за успеси. Пробиштип се гордее со нив и со гордост кажува и раскажува за нив и нивните успеси. Ајде да видиме за кого станува збор. Роден на 6 мај 1948 година во Пробиштип. Со атлетика започнал да се занимава многу доцна по завршувањето на гимназијата на Унонски Борче во Пробиштип. Како атлетичар најпрво постанува член на АК Брегалница од Штип, а по заменувањето на школување во Воената академија во Белград како член на АК Партизан. По 2 годишно школување во Белград ја напушта Воената академија и се враќа во АК Брегалница, а во 1970 година постанува член на АК Работнички. Во 1972 година, по завршувањето на Висшата школа за физичка култура во Скопје, паралелно со тренирањето почнува да се бави и со тренерската работа во АК Работнички. Најпрво како тренер волонтер, а подоцна и како професионален тренер. Во 1975 година се вработува во Министерството за внатрешни работи на Македонија, каде што го формира денешниот полициски атлетски клуб 7 мај. Како атлетичар се надпреварува во долгите патики 3000 метри, стиплчест, 5000 метри, 10000 метри и 15000 метри, во кои станува и рекордер на Македонија во овие дисциплини, од кои и ден денес е се уште актуелен рекордер на Македонија на 3000 метри, стиплчест и 15000 метри. Бил и репрезентативец на Југославија во крос. Како тренер на АК Работнички, а подоцна на ПАК 7 мај, со своите атлетичари има постигнато многу големи успеси во поранешната Југославија и денешна Македонија. Со нив има подобрувано преку 300 македонски рекорди во сите категории. Во поранешна Југославија, негови атлетичари кои биле репрезентативци на Југославија и кои постигнувале и освојувале медали од балкански, медитерански и европски првенства се Лидија Симовска, фрлање копје, Елизабета Божиновска и Исмаил Маџар, 400 метри. Како тренер на ПАК 7 мај, исто така има постигнато голем број македонски рекорди и успеси на меѓународните надпревари со Александра Војнеска 100 метри, актуелна председателка на Атлетска федерација на Македонија, со Ивана Рожман 100 метри и Кристијан Ефремов 400 метри. Со овие атлетичари учествуваше на Олимпските игри во 2004 година во Атина со Александра Вонеска на 100 метри, во 2008 година Пекинг со Ивана Рожман на 100 метри и во 2012 година во Лондон со Кристијан Ефремов на 400 метри. Денес, исто така како тренер со своите атлетичари, постигнува многу добри резултати и рекорди на Македонија. Впрочем, како доказ е тоа што негови атлетичари во минатата година, Брајан Авија и Јумна Фетаху, и оваа година Сара Османовска и Брајан Авија се прогласени за најдобри атлетичари во Македонија во своите категории. Неговите атлетичари, покрај многобројните медали од државните и меѓународни надпревари, има добивано и голем број општествени признанија. Прогласувани безброј пати меѓу 10 најдобри спортисти на Македонија, прогласувани за најдобри млади спортисти на Македонија и најдобри млади атлетичари на Југославија, Елизабета Божиновска. Добитници на 13-тата ноемвриска награда на град Скопје на Собранието на Република Македонија, добитници на најголемото општествено признание од областа на спортот во Југославија,
25-та мајска награда на Македонија Елизавета Божиновска и Исмаил Мачев. Тренер, добитник на наградата 13 ноември на град Скопје и единствен тренер од атлетика која има добиено наградата на Собранието на Македонија 8 септември. Ѓорги Вучков. Доктор на науки по кинезиологија, специјалист за карате, борички вештини и методика на спортскиот тренинг. Како надпреварувач, повеќе пати државен шампион во средна и тешка категорија. Вице шампион на Европа за ветерани во борби како највисок личен резултат. Како клубски надпреварувач и тренер има Ѓорги Вучков, атлетика, кој во 1971 година е избраниот прв спортист на општина Пробишти, и Чедомир Саздовски, карате. Пробишти, добро вечер. Му благодарам на организаторот што дозволи да се обратам. Поздрав до градоначалникот, до директорот на Агенцијата за млади и спорт и почитуваниот Ѓорги Вучков. Поздрав до сите вас. Нема да ви одземам многу време. Во моето 55 годишно битисување во карате спортот го поминав целиот свет. Добив многу признанија, меѓутоа, ова е моето најголемо.
дозволите на мојата трема, меѓутоа во знак на благодарност и почит од името на Унијата на карате ветерани на Македонија, наградоначалникот Драган Анастасов, доделуваме карате плакета. Следното признание за општина Пробишти го молам дали градоначалникот или представник на општината. Една посебна платинеста плакета и едно посебно признание за почитуваниот Чедо Петров, кој ја помага Унијата на карате ветерани. Молам, знам дека тој не е тука, дали има представник? Браво, Маријане. Ова е највисокото признание што едни каратисти можат некому да му доделат. Почесен црн пояс за Чедо Петров. Ти се најдеш и Следната благодарница за помош на карате спортот во Македонија оди на почитуваниот Цветан Гаврилов или Црешово топче, иста проекта каратист. Посебна благодарност за помош во реализација на проектот Карате во Македонија. Историјата него за која е во подготовка од моја страна до Илија Петков. Дали е тука Илија Петков? Ви благодарам на трпението. Имаме уште две признанија, меѓутоа сега нема да ги даеме на крајот. Продолжуваме понатаму, ни остана уште една категорија за спортист на 2022 година, кој се надпреварува во рамки на општината Пробишти. Годинава се надпреваруваат 4 спортисти. Ајде да видиме за кого станува збор. Роден е
1990 година. Својата фудбалска кариера ја започнала на 14 годишна возраст во ФК Рудар, каде што е 2 години, за да потоа оди во екипата на ФК Работнички, каде што исто игра 2 сезони. Потоа оди во ФК Саса од Македонска Каменица, каде што се задржува цели 5 сезони, и следен клуб му е ФК Беласица, од каде се враќа во ФК Рудар на само 1 сезона. Веќе следната сезона оди во Шведска, во Вардар, каде што е прв стрелец во 6-та лига во сезона 2018-2019 година со постигнати 22 гола на само 9 надпревари, а следната 2019-2020 во Васкор 5-та лига, каде исто е прв стрелец со 32 гола. Од 2022 година се враќа во ФК Рудар, каде што е веќе втора сезона најдобар стрелец во клубот и втор најдобар стрелец во лигата. Во моментот е капитен на ФК Рудар. Марио Атанасов. Родена е 2007 година во Скопје. Почнува да тренира кошарка на 8 годишна возраст. Тренира во кошаркарскиот клуб Пробаскет Пробиштип под менторство на тренерот Ванчо Лепитко. Во 2020 година е дел од селекцијата на младинска репрезентација на категорија М14. Минатата година играше во М16 лига, а оваа година игра во М18. Во кошаркарскиот клуб Пробаскет Пробиштип игра активно и денес и е една од најнадежните млади кошаркарки. Ангела Ангеловска. Член е на одбојкарскиот клуб Весна Пробиштип. Во текот на 2021-2022 година настапува во сениорска, младинска, кадетска и пионерска конкуренција. Има солиден настап во сите конкуренции, а најголем успех постигна во пионерска конкуренција, освојувајќи го првото место. Настапува за кадетска и младинска репрезентација на Македонија на Балканијадата во Нови Сад, Србија и во Тирана, Албанија. Во делот на училишен спорт, организиран од Федерација на училишен спорт на Македонија, го освои првото место во одбојка за основни училишта. Тоше Ефремов. Родена е 2004 година. Има 18 години. Карате тренира уште од 6 годишна возраст, веќе 12 години. За успехот во каратето огромна заслуга има тренерот Стојан Стојкови. Во текот на годините учествува на надпревари на ниво на Балкан, интернационални, 3 европски и 2 светски нивоа. Има постигнато големи успеси во текот на спортската кариера. Освојува 8 бронзени медали, 14 сребрени медали и 17 златни медали. Покрај медалите под нејзино име стојат и 4 пехари. Во 2021 година учествува во интернационален куп на карате во Јагодина, Србија, каде освои златен медал, а воедно е и најголем успех досега освоената титула европски кадетски првак во кати на Европското првенство во Решица, Романија, и на незината колекција додава уште едно злато. Во 2022 година освојува второ место, сребро, во Дрвенград на меѓународен турнир. Пласман во сениорска конкуренција на светското првенство 2022 година, трето место бронза и второ место сребро во Модрича, Босна и Херцеговина. Титула вице шампион на Балкан сениори жени. Прогласена е за најуспешен надпреварувач во клуб за 2022 година. Бојана Пешовиќ. Го поканувам градоначалникот на Повеле да ги додели наградите за номинација за спортист на 2022 година. Номинирани спортисти во оваа категорија се: Марио Атанасовски, фудбал;
Ангела Ангеловска кошарка. Тоше Ефремов одбојка. Севкупно собраните гласови од гласањето на Facebook профилот на општината Пробишти и гласовите од спортските работници го дадоа најдобриот спортист. Во категорија спортист кој се надпреварува во рамки на општината Пробишти за календарската 2022 година е избрана каратистката Бојана Пешови. Искрени честитки за номинираните спортисти, големи честитки за најспортистите за 2022 година. Се надеваме дека сите заедно ќе придонесеме спортот во Пробишти не само да заживее, туку полека, но сигурно да ги достигне нивоата кои ги имаше во времето. Со голем број на спортски клубови кои во лигата во која се надпреваруваат се некаде при врвот. Но тоа можеме да го постигнеме само преку залагање на сите нас и од страна на општината Пробишти и од страна на бизнис секторот, а секако и од сите спортски работници и љубители на спортот. Довидување до наредната година. А сега ќе повикувам сите спортисти, спортски работници и наградените заедно со организаторот на вечерта да направат една групна фотографија за спомен на оваа убава вечер. Ви благодарам, довидување до следната година. Господине Садовски, ви благодарам за одвоеното време за нашиот YouTube канал Пробишти Понер. Би сакал да ве прашам, дали ова награда ви е најдрага во досегашните награди? Дали го следите пробиштивското карате и успесите на Вадо Карате Дуни? Јас сум еден од основачите и името кое го дадов Меозере некаде 80-тите години и ми е драго што овој клуб напредува, поготово Столе Стојковиќ и децата кои ги вежба. Ми е драго што добива сериозна поддршка од општината, што добива сериозна поддршка од бизнис заедницата и сметам дека неговиот фанатизам и децата кои учествуваат, поддршката на родителите се разбира таа е неизбежна, бидејќи е присутна цело време. Го следам цело време резултатите кои ги постигнува се навистина врвни и продолжувам и посакувам понатаму да продолжат на овој начин да напредуваат и да постигнуваат успеси. Ви благодарам и успех во понатамошните спортски активности. Благодарам и на Честитки за освоената награда и ве прашав кои се вашите најголеми успеси во изминатата година. Благодарам за поканата за интервјуто, благодарам за честитките. Најголеми успеси за 2020, воедно и најголем успех во мојата кариера е освоеното трето место на државно првенство за средни училишта.